Промоција на книгата од архивата на Македонското литературно друштво Глигор Прличев од авторот Иван Трповски се одржа во Македонската академија на науките и уметностите. Промотор на книгата беше професор доктор Елка Улчар, а во едно обраќање имаше и академискиот професор доктор Љупчо Коцарев. Денес Македонија се соочува со исклучивост или македонството или Европската унија, порача академикот и професор Коцарев. Што порачува Прличев? Прво, неговиот јазик, неговата звучна татковина е оригинална, древна и лишена од бугарскиот речник. И второ, професијата учител е посериозна од секоја друга професија. Трагедијата на Македонија во 21. век е дека македонството, што подразбира национална посебност и самобитност на македонскиот народ во однос на соседните народи, е загрозена идеологија повеќе од кога било порано, токму во независна и самостојна Македонија. Поточно обстојувањето на македонскиот просторен и временски јазичен континуум, што постојално продолжува да постои денес, се негира од дел од владеачките елити секаде, во секоја пригода и во секој систем на нашето општество, па така и во образованието. Земајќи предвид дека образованието на Македонија е разурено до темел, целосно уништено и днината на Република Македонија е доведена во прашање. Образовниот систем во една држава е и днината на општеството, но за жал нашето образование е ставено во синергија со тековната политичка сервилност и неукост, па така поради поврзаноста со историјата, животот и страдањата на македонците во егискиот и пиринскиот дел на Македонија, во училиштата, од наставната програма се иземени од обработка делата Црно семе од Ташко Ѓоргиевски и Црнила од Коле Чашуле. Професорката Улчар истакна дека упорното, вредно и посветено работење е прикажано на 650 страници на книгата. Драгоцени податоци за друштвото на културите и верскиот живот на нашинците во Австралија. Го знам Иван Трповски и преку еден символичен детал од неговата биографија, кој вели: роден е 1942 година во Охридско. Се доселува во Сиднеј во 1968 година. Овој кус исказ во моето интимно поимување има 3 значајности, 2 датума и 1 топоним. 1942 година е годината на раѓањето на татко ми, поетот Ристо Јачев. Годината 1968 е годината на моето раѓање и годината во која за прв пат ме имаат донесено во словенскиот Ерусалим, од чија ава и вода, еве комај 56 години се појам и не стасувам да се донапојам. Ке речете коинциденција, но таложењето на годините и започнувањето на процесот на старење ме учат дека ништо не е случајно и дека се одвива по некаков ред, со своја смисла и цел, по диригентската палка на некоја виша сила или на Севишниот сеедно. Ми се чини дека воопшто не е случајно што токму во овој пресвртен час за Македонија изборот паднал токму јас да бидам промотор на оваа обемна книга. Веројатно се прашувате зошто го велам ова, а јас ке ви речам заради надеж, или поточно речено заради враќање надеж. На Македонија, која деновиве ги живее најдраматичните моменти од своето постоење, наоѓајќи се на распаќето под Хамлетовото прашање да се биде или не, оваа габаритна книга под наслов од архивата на Македонското литературно друштво Глигор Прличев и ја определува насоката на нашата татковина и вели да се биде. Отјако пред точно 45 години, сред туѓа земја, еден голем број македонци отидени по Корка Леп 20.000 километри далеку од дома, наспроти сите ангажмани во обезбедувањето екзистенција, успеале да се здружат, да се обединат и да формираат литературно друштво со цел да се зачуваат и да се негуваат македонскиот јазик и македонската литература за македонците во собствена земја, во собствени национални институции, универзитети и училишта, на единствен македонски јазик во домашна и меѓународна употреба не може и не сме да има пречка.
Книгата е резултат на 45 години работа и активности и представува неисцрпен извор на податоците за творечката скоро 5-деценијска дејност на нашите сонародници во Сиднеј, но и пошироко. Да бидам искрен, се чувствувам толку горд, весел, што стојам пред вас во овој амфитеатар и од радост силно викувам. Ти благодарам, Господе, што ни се создал и што нашите дела во името на поетот и страдалник Григор Приличев ги пречекорија сите светски меридијани, но најмногу се задржа во Македонија и Австралија. Секако најголема почит заслужува иницијаторот и почесниот преседател на друштвото магистар Душан Ристевски, кој сите 45 години го води ова друштво и заедно ние сите сме ги делели успесите, но и заканите од нашите негатори со линч, а на нашата библиотека со пожар. Но, како тој, така и сите ние останавме недостојни да ги браниме и афирмираме македонскиот јазик, култура, историја, нација, идентитет. Па нели сме правнуци на Григора, а тој не се исплашил од заканите и страдањата. Ако ги сторел тоа што му било мајчиното млеко, ќе му било арам што го цицало. Иван е член на Друштвото на писатели на Македонија од 1988 година и член на Друштвото на новинарите од Македонија од 1995 година. Тој е еден од иницијаторите за организирање на манифестацијата Денови на македонската култура, кој што се одржа во 1986, 88 и 91 година во Австралија. Неговиот богат опус на дела содржи збирки поезија, Површински корења, Големиот брод, Преселба на запад, поемата Тодорка, Свитило, Меѓу две огништа, Немирни ветрови, Љубовна имагинација, За циниот бран, Изгресенце во мојот сон, По патот на сонцето во Македонија, Македонија, моја татковина. Исто така тој е автор на книгата Македонски демонстрации во Австралија, на биографскиот запис Спасе Трповски, Живот и дело и на Македонија не те забораваме од 2016 година.